Во време кога вештачката интелигенција ги менува сите индустрии, една од најголемите трансформации се случува токму во човечките ресурси. Денес вештачката интелигенција го забрзува регрутирањето, го поедноставува онбордингот, помага во обуките и создава подобро искуство за вработените. Затоа денеска во Трилинг гостува Анче Атанасова, директор во секторот за човечки ресурси во СЕМОС Едукација и ХР лидер со повеќе од една деценија, искуство во развој на таленти, организацијска култура, имплементација на иновативни ХР практики, засновани на аналитика и вештачка интелигенција. Таа ќе зборува за тоа како човечките ресурси стануваат мост помеѓу технологијата и луѓето, зошто културата е клучна за успешна вештачка интелигенција и како вистинскиот баланс да се постигне помеѓу технологијата и човечноста и како се гради компанија на иднината. И денес ќе зборуваме за една тема која станува се поважна. Како вештачката интелигенција го менува начинот на кој работиме, учиме и се развиваме во компаниите. Вештачката интелигенција е веќе нашата секојдневна реалност. Секој документ што го пишуваме, анализа што ја правиме, обука што ја креираме, денес може да биде побрза, попрецизна и поперсонализирана благодарение на AI. Вистинското прашање повеќе не е дали да користиме AI, туку како да ја користиме за да создадеме повеќе кратна вредност за луѓето, за компаниите и за заедницата. Таа веќе игра огромна улога во подобрување на ефикасноста, во донесување поквалитетни одлуки и унапредување на искуството на вработените. И токму HR секторот што работи со луѓе, има клучна улога во оваа трансформација. AI веќе го менува начинот на кој функционираат човечките ресурси. Во начинот на работа, прво ја адресира рутината, автоматизација на административни задачи, генерирање на прелиминарни извештаи, сумирање состаноци, предлози за идни чекори. Алотки како Copilot стануваат дигитални асистенти. Ни помагаат побрзо да стигнеме до работни верзии, да анализираме табели, да напишеме мејлови со вистински тон, како и да креираме презентации. Еве неколку примери за тоа како AI го менува функционирањето на човечките ресурси. Регрутација и селекција. Кога имате голем број на апликации, AI може за неколку секунди да ги анализира, да ги спореди со критериуми и да предложи најсоодветни кандидати. Ова го прави процесот побрз, пообјективен и пофер. Ние во СЕМОС Едукација, на база на податоците што ги имаме, интерно креиравме и изградивме прилагоден агент кој ги зема предвид компаниските податоци, критериумите за избор и врши потесен избор на кандидатите со споредба на искуството и вештините наведени во CV-ата. Процесот не е оставен само на агентот. Финалната одлука ја носи човек. AI е поддршка, а не замена. AI креира персонализирани програми за онбординг според улогата и искуството на секој вработен. AI чат-ботови одговараат на најчесто поставувани прашања, овозможува микрообуки и симулации за реални ситуации, следење на прогрес, евалуации и препораки. Во СЕМОС Едукација во моментов сме во процес на изработка на ваков агент кој треба да ни го олесни процесот на воведување, а тоа значи заштеда на време, побрза адаптација и продуктивност. AI ги анализира перформансите и препорачува индивидуални програми за учење и развој, креира кратки, таргетирани модули и ги адаптира според напредокот на вработениот, следи резултати од тестови, ангажираност. HR добива извештаи за компетенции и препораки за следни чекори. Нешто за што претходно ни требало сати, сега ни требаат минути. Ангажираност и задржување на талентите. Со анализа на податоци, анкети и комуникација, AI може да предвиди ризици и да предложи активности за да се подобри ангажираноста. Ова е огромна предност за компаниите кои сакаат стабилни и мотивирани тимови. Често луѓето мислат дека AI е одговорно само на IT тимот. Улогата на HR во имплементацијата на AI е стратешка, бидејќи HR е мостот меѓу технологија и луѓе, а тоа значи централниот двигател на оваа промена. На кој начин? Преку културна промена прво. Најголем предизвик не е технологијата, туку луѓето. HR ја гради културата што ги охрабрува вработените да ги прифатат новите алатки и да ги гледаат како поддршка, а не закана. Наша задача е да обезбедиме обуки, поддршка и јасна комуникација за новите алатки, за вработените се чувствуваат сигурни и подготвени. Без паралелна едукација на вработените за користење на AI алатки и техничка имплементација на AI Adoption нема успех во процесот на имплементација. Во СЕМОС Едукација константно вложуваме во обуки за вештачка интелигенција за вработените. Почнавме со основата Office 365, преку Copilot и негова употреба за различни цели, се до агенти, AI во човечки ресурси.
Како регионален тренинг центар преку нашите вендори први ги дознаваме и имплементираме најновите светски трендови. Нашите тренери ги пренесуваат најсовремените знаења за генеративна AI, оптимизација на процеси и зголемување на продуктивноста за компаниите да бидат чекор пред сите. Стратегиско планирање. Со AI се менуваат улогите и потребните вештини. HR има задача да препознае кои компетенции ќе бидат важни во иднина и да креира стратегија за нивно развивање. И нормално етичките стандарди. HR поставува стандарди за транспарентна и одговорна употреба на AI, без дискриминација и со целосна заштита на податоците. AI не ја заменува човечката улога, напротив, ја надополнува. Наша задача како HR лидери е всушност да обезбедиме баланс помеѓу технологијата и човечноста. Компаниите кои ќе го направат тоа, ќе бидат подготвени за иднината. AI е тука да ни помогне, но човечката интелигенција и емпатија остануваат незаменливи. AI е најмоćната алатка која што имаме денес, но алатка сама по себе не создава вредност. Вредност создава начинот на кој што ја користиме. Во Семос Едукација веруваме дека компаниите што учат побрзо водат. Ако сакаме да бидеме лидери утре, треба да учиме и да иновираме денес. Падна владата во Бугарија. Премиерот Желјасков си поднесе оставка. Неколкудневните големи протести и бунтот против контроверзниот буџет го принудија премиерот Желјасков да си поднесе оставка. Тандемот Плевски и Борисов не издржа. Бугарија веројатно ќе влезе во нови предвремени парламентарни избори. Влегува веројатно во нова политичка криза. Гледавте Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време.